Рекордни 31% раст бележи авионскиот сообраќај за првите 5 месеци годинава, според анализата на Меѓународниот совет на аеродромите Европа. Ова е резултат на континуирани инвестиции од страна на владата во аеродромската инфраструктура, подобрување на услугите, маркетинг активности и успешна соработка со авиокомпаниите. Според извештајот, пред Македонија се позиционирани само Албанија со 25,3% и Молдавија со 24,6% раст, а намалување на обем на патници бележат аеродромите во Германија 8,5%, Велика Британија 2,1% и Франција од 0,9%, што е уште еден доказ за успешните политики на владата, се наведува во извештајот. Ова е силна потврда дека нашите аеродроми успешно реагираат на зголемената побарувачка за воздушен сообраќај и дека земјата станува се поприлична и достапна дестинација. Особено сме задоволни што во време кога многу европски пазари доживуваат стагнација или пат на патничкиот сообраќај, Македонија е позиционирана меѓу европските лидери според порастот на бројот на патници. Во периодот од јануари до мај годинава преку двата аеродрома во Скопје и Охрид патувале вкупно 1.580.932 патници, што представува зголемување од 31,2% во споредба со истиот период лани. Позитивен тренд е забележан и кај бројот на летови за првите 5 месеци од годинава, при што биле реализирани 10.595 летови, што е раст од 9,5% во однос на истиот период од 2025 година. Рекордниот двоцифрен пораст на патничкиот сообраќај од почетокот на 2026 година ја покажува позитивната насока во развојот на македонските аеродроми, со што се зајакнува позицијата на земјата на европската воздухопловна мапа. Според Оливија Јанковец, генерален директор на Меѓународниот совет на аеродроми на Европа, април 2026 година представува јасна пресвртница за европскиот воздушен сообраќај. Охрабрувачка вест е дека побарувачката останува генерално силна. Прилагодувањата на капацитетот на авиокомпаниите остануваат ограничени, а загриженост за потенцијален недостиг на гориво за авиони е намалена. Инаку од Европската Унија велат дека нема знаци за недостиг од керозин во Европа во наредните месеци покрај енергетскиот шок од војната во Иран. Главната загриженост според Меѓународната асоциација на воздушен сообраќај е само покачувањето на цените. Оттаму додаваат дека Европа е подготвена и има резерви за итни случаи. Агенцијата минатиот месец најави можен увоз на керозин од САД.